Една стара индијанска мудрост вели вака: сакај ја својата земја, не само што ја наследуваш од своите родители, ја позајмуваш од твоите деца. Мисла, точна и вонвременска, насушно потребна за свеста на секој народ. Дали може да има друго место за еден македонец освен Македонија, е суштинско прашање на војводата, даскалот, кое не преиспитува и тестира до денес. А што можеш да направиш за да промовираш мир во светот? Оди дома и сакај го своето семејство, ни порачува мајка Тереза, од каде што почнува оваа приказна. Кај нас велат каменот си тежи на местото, а за празник кај да си, за Божиќ дома да си. Евене, тука сме, дома, на празничен карамбол, со ламбе. Ке те чекам ја, дури очиве мои гледа. Здраво, добар. Те чекав. Извинете, таков е периодот, карамбол е. Да. Просто му бидејќи имаш карамбол од настани, да. Агенда, ламбе, од каде ни доаѓаш и ти е просторно што те почекав малку. Да, периодов е многу, мислам, научно зафатен, фала Богу што е така. Од една страна не може сегде да се стигне, од друга страна пробуваме сегде да се стигне и така. така. Но сум среќен што не ме одби, што прифати, да раскажеме твојата карамбол од приказна и што ми дигна на телефон, се извинувам на други како не си дигна, и ве јас некоја протекција фатив. Не, како не, само јас се трудам да видам колку што можам подостапен. Така, како успеваш? Дали имаш одмор за себе? Немам, со времето, последниот месец дена немам одмор за себе, освен неколку сати спиење, тоа е. Има навистина доста новогодишни емисии, снимања, гостувања, забави, концерти и така. Така, кога доцнеш... Ќе одмориме во јануари. Во јануари, да. Си недостапен за сите. Па, од први си недостапен, да. Недостапен, ламба нема да го добиете. Да. А кога доцнеш, како се извинуваш? Што правиш? Па се извинувам, едноставно ја кажувам вистината, значи се извинувам што доцнам и ретко доцнам, искрено сум често на време. Дали но овој период е така. Дали ти се случило од тебе некој да доцне? Мене некој да ми доцне? Да, како не се случило, нормално да. Се нервираш? Па не многу, имаш трпение. Бидејќи јас знам да доцнам некој, просто. Кажавме карамбол настани. Агенда преполна, а еве сега и предновогодишно. Да. Многу имаш нели успеси се разбрани по музиката. После 7 години повторно на нашава музичка сцена со гордост ги чекаме и новиот проект, новата песна, заедно со Никола Мицевски кој што имате нов проект, што следува понатаму и Дарко Димитров ги поздравуваме, еве прилика користиме да ги поздравиме. Млади години, бегиди, луди млади години, летнавте како сиви галаби, летнавте како сиви галаби, летнавте како сиви галаби. Што понатаму следува? Па што следува? Дуети ќе има нешто? Ќе има неколку дуети следната година, ќе има најверојатно некое продолжение на проектот. Македонија во срцете носиме, ќе има турнеја во Австралија со Next Time заедно, ќе има турнеја во Швајцарија со проектот. Супер. Ќе има некоја нова исто песна за прелетото, дует најверојатно со Врчак кој ја имам исто така готова скоро песна. Го очекуваме. Да. Може само да ни кажеш дали ќе биде брза песната, балада? Брза, да, хит. Ќе се вратиме на 90-тите. Да, апсолутно, да. Така. И многу дуети, многу нови песни и сепак... Да, соработки, јас сакам многу соработки и сум отворен за тие соработки, бидејќи тие носат една нова свежина енергија во секоја кариера. Така.
А како што кажав, многу ти благодарам што прифати оваа карамола од приказни, бидејќи навистина имаме што да кажеме и ти имаш што да ни кажеш и како си поминал таму после 5 години овде нели во Америка, па сега повторно во Македонија, така што со нетрпение очекуваме и да те попрашаме уште некоја прашање. Нема проблем, тука сме. O ganda gori Тој што ке ми збори да те оставам Македонијо. Даскалот, еден од најголемите синови на Македонија, најраскошниот чинар на македонската надеж, чувар на македонското минато, сегашност и иднина, прашува: дали има некаде пошироко поле за работа, отколку во Македонија? Нашата земја е расадник од таленти, а победите на младите македонци на разни полиња се надеж дека еден ден сепак ќе се оствари Гоцевата визија, дека ќе удри утрински зрак и за нас. Овде сме на испит кај Гоце. На карамбол од времиња, предизвици, думи. Исти од секогаш. За секој кој сака да се пронајде на патот кон полето на културниот надпревар, среде мегданот на уметностите, каде што некои од јунаците се надпејуваат со најубави песни. Ganda gori Тој што ке ми збори Имаме 2 децени хитови, после 7 години се враќаш повторно на музичката сцена, камбек во Македонија и 5 години, ако не се лажам, во Америка. Како си денес и со што се имаш се соочено? Предизвици, успеси. Колку брзо поминува времето, Лампе? Па, навистина многу брзо поминува времето, особено човек кога има деца, кога е фамилиарен, па кога се работи уште повеќе поминува побрзо, но поквалитетно, нели, исполнето. Да, после 7 години конечно сум дома и многу ми е мило. Не се откажа од музиката. Никогаш не. Тоа мислам дека додека човек има љубов и страст кон тоа ќе го работи, барем кај мене, за мене е така. Мислам дека овие сите години беа едно искуство од другата страна на светот, на животот, кое ме надополни мене како личност и како човек и навистина имам многу што да кажувам и да зборувам за овие 6-7 години, но ќе оставам низ музиката тоа да го презентирам. И сега камбек повторно нели во Македонија, што те најмногу натера, освен нели дека знаеме за патриотизмот, Македонија, како се вели, каква е таква е наша си, најубава е. Да, ова ни е повторно. домовина, татковина, Македонијата. Па, видете, јас сум роден тука, сум пораснал тука, сум створил некоја кариера. Дали некој што размислуваш да се вратиш повторно назад? Не, воопшто не размислувам да се вратам и би сакал и моите деца да останат тука, иако е многу тешко, но се надам дека ќе поправиме на некој начин, ќе исправиме да функционира подобро. Јас не би можел да живеам на друго место освен без Македонија не се може. Па не. Добро, овде е и семејството, најблиските, пријателите, музиката, фановите, Лампе кои што те чекаат и навистина бевме пријатно изненадени дека повторно ќе ни се вратиш. Да. И со нетрпение очекуваме нешто нели ново, нови хитови, нови песни. Се уште си ги пееме и оние постарите кои што останаа, нели, како да кажеме во тоа поубаво време. Мило дека вистина останаа песни кои еве ден денес се пеат. Често настапувам со мојот бенд и ги слушам како ги пеат во еден глас. Оваа година 2023 беше многу успешна за мене. Така и ќе се заокружува. Да. Ќе се заокружи. Со проектот Македонија во срцете носиме со дуетот на Макфес со Полина. Сега ќе промовирам и уште една песна која ни стои подолго време во фиолка, веќе 12 години. Тоа е Деј ги луди млади години во аранжман на Дарко Димитров, хармоника Никол Черницевски и виолини Димитар Андоновски, пратечи Нина Јанева. Едно убаво видео, интересно, така спојна ретро и минато со Зага продукција кој ми помогна од Битола. Ова е само најава на тоа
Што следува? Да не го заборавам и фестивалот во Битола Серенада на Широк сокак. Добра. Исто таму имав песна од Никола Мицевски и овој проект ја закружува, но и го најавува следното тоа што го работиме заедно со Никола и најавувам и неколку нови дуети за до година. Дали може турнеи некој и дует да така. ни откриеш? Па најверојатно треба да се случи дуетот со Врчак. Ламбе, спомнавме и за Македонија и колку нашава земја е прекрасна, затоа со оглед на тоа што сакаш нели децата овде да учат. Овде Да. сме и на убаво место, нашава Апсолутно, да. Гоце Делчев, знаеме што и како е. Кажи ми, Македонија во срце ја носиш, како би ја пренесувал на идните генерации? Могам да го гори тој што ке ми избори да те оставам Македонијо. Па, мислам таа песна многу кажува за мене. Ја пееш од срце. Да, Со емоции. и сакав да ја испеам во животот некогаш и дојде моментот. Мислам дека и Бог како ми ја помалци отвори ја сакал желбата. оваа песна. Апсолутно, да. И ја слушав, и ја сакав и многу песни од Гоце Николовски ги сакам и ги почитувам и се надам дека ќе направам и некои други преработки како продолжение на тој проект. Добро, да, и сакав да те прашаме во врска со проектот, тој е дел нели од проектот кој што бевте низам на пејачи, дали би се продолжил, дали би сакал и ти? Па уште најверојатно да, како што треба да се продолжи делото на нашиот лик Гоце Делчев. Како што треба да се продолжат многу работи да се работат и да се како да имаат континуитет, така и мислам дека и тој проект заслужува да биде продолжен и веќе имаме покана и да го презентираме и во Швајцарија, во кај нашите Одлично. таму, да. Дали мислиш дека доволно правиш? И дали мислиш дека доволно ги пренесуваш оние македонски корениве за Гоце Делчев, приказните, Па историјата се наша? се трудам, тоа што можам и што умеам и што знам, се трудам да го пренесам максимално од срце, од чиста емоција, без никаков корист и единствено тоа ме води како патокас во животот, значи таа безрезервна љубов кон своето. Така, но претпоставувам дека и на твоите деци не пренесуваш. Па, колку што можам, да. Да, и се трудам да им пренесам да бидат задоволени со тоа дека да си ја сакаат својата земја. Најавивме и нови синглови во правец нели за македонската песна и Да. се надевам дека мислам дека сега си на подобар пат со оглед на тоа Да. што ја пренесуваше македонската историја и треба и навистина да се продолжи така, како Да. што кажавме, Македонија се сепак носи во срце, а и ти си ни пример за тоа што после 5 години се враќаш повторно во родниот крај. Да. А Да. роден крај кој што секој ще потсетува и на некои спомени од детството, љубовно, на што друго, додека беше таму во Америка. Па Што нам- сакаше да вратиш назад? Па многу нешта, единствено ја сакав самиот да се вратам и мојата фамилија, сопруга и двете деца. И сакав да функционирам и да живеам тука, бидејќи животот во светот е еден, значи не можеме да го замениме, годините си поминуваат, Да. времето си врви, таму се надополнуваме со некои материјални нешта кои многу кратко носат среќа, а суштината на животот е многу подлабока и доаѓа однатре, значи не за џаве старите наши се бореле да имаат свое парче земја и слобода. Така, Ламбе, имаш премногу карамбол од настани, Да, а многу што ќе Особено треба да овој период. зборуваме, така, Да. особено во овој период, Да. се уште сме јас и ти на почеток, и Добро. се уште ништо не сум те прашала, верувај. добро. Така не, да ќе си ја продолжиме нашава Добро. карамбол од приказ. Нема проблем. Ветуваш дека искрено и секој ми Па кажеш секогаш така ексклузивно. зборувам, да. Нормално. Ламбе, си спомнавме и за нашава убава Македонија и претпоставувам нели дека се разбер. Роден крај имаш, љубовно, преспа. Кажи ми дали колку време поминуваш таму? Дали имаш време сега да барем на кратко да поминеш? Па, секогаш кога имам време си одам до Љубојно, до дома. Таму живее мој татко. Таа ми е нели родна куќа и секогаш ми е убаво таму. Кога и да имам време, макар било и на 2-3 сати, сакам да одам да поминам Што некој те таму ден. потсети? Па детството, најубавите моменти. Некоја случка од таму? Па случки има многу, да. Особено зимата беше многу убаво, порано имавме многу снег. Така. Се лизгавме, се санкавме, одевме по елки за Нова година.
да ги бараме во тука блиску во шумата. Ме Какво потсеќа на детство убави имаше? моменти. Па имав слобода во детството, бидејќи е помало место, има школа до 8 оделение, сега до 9 нели. Ме потсеќа на многу убави моменти, на радосни моменти, на слободни моменти, бидејќи слободно се движевме сегде. Сега малку поразлично. Да, особено летото беше многу интересно, бидејќи имавме многу гости од Добро. странство кои потекнуваат од таму и нови искуства, нови, не знам како да кажам, моменти се случува, учевме од нив, тие учеа од нас, игри нови измислувавме. Често игравме фудбал, многу фудбал играв. Сега и јас нормално поинаку ги гледам работите. Моите деца исто сакаат да одат таму и често То се поминуваме. пренесува. Да, доста време таму. Тие осеќаат и чувствуваат слободата, со велосипеди си се возат. Носталгија Да. по детството? Носталгија не, нормално секој Никој период си ништо. носи свое убавина. Така. Да. И секако се пренесува сега. А убаво е да се потсеќаме на детството, Да. секогаш. Па добро, може би сме били немирни деца. Па сме биле Но и сигурно, тоа да. е. И тоа е дел од Тоа е дел од детството. детството, Да. на што треба да се потсетуваме, Да, па да ги апсолутно, раскажуваме на апсолутно. нашиве деца. Да, и јас сакам да се малку немирни за да така пораснат по-силни. А дали се навикна на Скопје со оглед на тоа што нели патуваш бито од Скопје? Па Скопје живеев и претходно 10 години. Сега често сум тука секоја недела. Чекам патот да се направи да стигам побрзо и побезбедно до Скопје и така да кај да одиш Македонија 2 сати, 2,5 сати е така негде. Така. Мене ми е убаво да патувам, уживам, размислувам за музика, за И убаво се. ако да се присетуваме на оние моменти кои што нема да се вратат, но сепак постојат во Постојат срцето. во животот, да. Така. Да. Срцето е одаја во која живее љубовта. Кон љубената, кон татковината, кон ближните од семејството и оние ближните по душа. А оваа празнична магија патува од срце до срце и чудесно ги спојува луѓето, ги помирува, сталожува, собира на софра, на муабет, на здравица, на слава. Од Свети Никола до Божиќ се чувствува пресвртницата на годината која одминува и годината која доаѓа, нова, полна со желби. Мириса на пакетчиња, костени, оган, печено лепче, риба, сарма, на огномет, градски смок, мешана магла и разна пиротехника. Традицијата продолжува. Надвор е празник за очи, светкаат на китени фрагменти и колони од возила. Во сета еуфорија, брзањето е успорено, зауздано од градскиот метеж. И не само тука кај нас. Со новата година е опседнат целиот свет. Атмосферата патува со новогодишната приказна, шарена новознакот на црвената. Боите, вкусовите, мирисите се комплетни со најубавите божитни песни, кои го обиколуваат и обединуваат светот, оној на Гоце наш, кој го гледа единствено како поле на културен надпревар, на кое си имаме и наша божитна песна. Не сум човек кој го сваќа светот површно, туку сака мудри луѓе до него. Секој миг до тебе злато мое е задоволство, секој твој избор е ново искуство. Да не си тука, некаде јас далеку би бил, да не те љубев, многу нешта јас би пропуштил. Многу добро знаеме дека посебен некои активности кои што ги имаме во текот на денот, многу е убаво вака кога човек ќе се опушти и се убаво друштво. Верувам дека Благодарам. повеќе сакаш нели ти да го практикуваш сето тоа со семејството, дали знаете да се опуштате во слободно време. Како не, да, секогаш сакаме да ручаме заедно или да вечераме без разлика. Да, сакаме да поминуваме време заедно многу и во природа често одиме.
и особено за поголеми празници сме заедно. Така. Да. Лампа, кажи ме, кои се активностите татко, сопруг? Како успеваш сето тоа да го надминеш, да најдеш време и за семејството, за децата, каков татко е Лампа? Дали си строг, критичен или? Па сум некогаш, да, но мислам дека мојата сопруга ги има преземено скоро сите обврски околу децата, така да јас сум оној кој е на терен, што вика, да. Но сакам да минувам време со моите деца, се разбира. Тоа е и најважно. Да. Така. Лампа, кажавме дека имаш нели поголем број на активности низ за сето тоа што ќе се случува. Сега откако се врати во Македонија, кажи ме кој е твојот најголем предизвик кој што го доби овде и како надмина некоја тешка ситуација? Па Бидејќи знаеме дека секогаш ни се случува тоа што не го планираме или пак не го сакаме. Па да, можно и тоа да се случува некогаш. Видете, се што доаѓа во животот, човек треба да биде колку што може спремен и да го сноси тоа на грбот и да се носи со тоа цел живот. Да. Така да мислам дека не е ништо страшно во животот. Страшно е да изгубиш некој близок и да не знам, тоа е можеби страшно и тоа не е на кај страшно, нема ништо страшно. Ние сме, сите сме гости на овој свет, едноставно убаво е времето да се поминува квалитетно, со убави луѓе, позитивни, со убави насмевки, Тоа и да ни позитивни остане. мисли, да, и тоа да остане, да, убави спомени да ни остават. Да. Така. Лампа, дали си мотивен? Да, сум. А што може најмногу да те иритира, да те Па, изнервира? ретко покажувам, може би дека сум емотивен, но знам да покажам и да што може да ми изиритира, па неправди не сакам, или така некои фиши што викаат американците, ситуации кои се ниваму не таму. Така. Кога имаше послободно време? Дали во Америка или сега во Македонија? Па тоа се прашувам јас овие денови. На крај излегува дека времето е тоа, тука поблиску и побрзо се стига до твоите близни и тоа што го работам е тоа што го сакам, значи не е тоа што морам да го работам. Така, но сепак и таму не ја заборави музиката. Не, Дали знаеше никогаш. некош да си попевнеш, да Како се не, вратиш да, на оние да. Па и стари забави хитови? и мислам приватно кога се собиравме. Така. Да, секогаш со музиката сум обкружен. Така. Лампа, имам сега нели предновогодишни празници, Божик ми. Сите сме со семејствата, си Да. посакуваме жилба. Дали како дете си верувал во Дедо Мраз? Кои се твоите жилби, амбиции, што си посакуваш и што Да. посакуваш на нашите гледачи? Па видете тоа, митот за Дедо Мраз е многу интересна работа. Јас верувам во Дедо Мраз. Веруваме во таа бајка. Да, апсолутно да. И верувам дека Дедо Мраз ги исполнува сите жилби, кога силно ќе посакаме. И си посакувам пред се добро здравје и добро здравје на моите и на сите околу луѓе. И многу музика. И многу музика, тоа и нека ни остане. Да. Да чекаме со нетрпение некои нови хитови и нови песни кои што убаво ќе си ги подпевнуваме и ќе останат како хитови како што споменавме и пред малку оние околу 90-тите. Да. Апсолутно да, нова музика доаѓа наскоро. Исто така да не заборавам за Божик, исто спремаме една песна. А оваа година паузираме, да речеме, од тие Так. календи и концерти во како што беше лани во Филхармонија, заедно со Љубојна и моите колеги. Оваа година ќе имаме мала кратка пауза, но поворките продолжуваат и таа традиција. И многу ми е мило што таа традиција ја почнавме пред можеби повеќе од 13-15 години Па да. во Битола со таа песна Вечниот Бог, која се пеела некогаш низ улиците и сега веќе цела држава и надворот од Македонија се практикува таа традиција и многу ми е чест што бев првиот кој ја донесе таа И песна. што си дел од тоа. Да, што сум дел Колку од ќе тоа. чуваш традициите и дали се оде според традиција, веднаш или сега Божик, Бадник имаме? Да, традиција и вера се многу различни работи, според мене, но некоја се носа заедно. Традицијата ја почитувам, особено она која ми е пренесена од моите постари, баба, дедо, татко ми, мајка ми. А верата се надополнува и
се гради секогаш. Нема да се Има падови, има Да. успони, така е нормално. но нема да се утеш ако оваа година бадниковата паричка не се падне во тебе. Да, видете, ние имаме традиција да не за Василица да Добро. криеме паричката во мазник или како се вика тоа, во леп, бидејќи таа приказна и доаѓа од таму, бидејќи Свети Васили, кога требало да ги врати, односно да ги раздаде некое богатство или сега не се сеќавам точно, Така. тој точно ставил во секоја лепина по толку парички и сите го добиле дело што им следува. А за бадник таа традиција може би повеќе е во Скопје. Да. Но добро, секој би рекол Па и да не падне, не е страшно. па не е Мислам, да. страшно. И ќе бидеме Јас се подалеку, радувам кај други кои. и ќе бидеме подалеку и од огнот. Огнот ќе биде видиме. подалеку од тебе. Ќе видиме, да. Ќе се Ам. топлиме само. Да, понастрана. Понастрана, биде, да, така да. подобро. Да. А сепак ќе се запазиш на целата таа традиција и ти ќе бидеш секако дел од неа, но се разбира и подалеку од огнот. Што е предвидено за Карамбол таа направи вечер, со да, вас. карамбол. Да. Алампа, Да. како таа ситуација ќе ја паметиш? Ќе остане твој дел неизбежен, се разбира. Да. Како едно нешто што требало да се случи и да го направам. Но добро се помина во најдобар ред. Ајде. Па за сега се Нема да е се во ред, да. присетуваме на тоа. Да, се е во ред за сега. Фала Богу. А колку можеш да одеш далеку со оглед на ситуацијата, колку си храбар, што може да те мотивира за да продолжиш напред и покрај некои предизвики што би имал во животот? Еве, например, како што се случи таа ситуација. Па човекот не си ги знае своите најверојатно способности Играње. и издржливост, да. И сум кажал многу пати и мислам дека нема потреба да се повторувам Да. околу тоа, дека треба дела, не треба само зборување и правење паметен. Така. Така. Лампа, во врска со предногодишните и божикните празници, јас сакам да те израдувам и да ти подарам нешто кое што навистина ќе уживаш во една здрава исхрана. Добро. Паузини, кои што се единствените и најдобрите во Штип за здрава исхрана. И верувам дека во кола многу добро ќе ти дојде. Ти благодарам. Да, Пробили? сигурно. Значи мораш Да. да пробаш. Па често Има- да ми вокуваш, да. Превкусно е така што дефинитивно за попат ќе ти бидат одлични. Благодарам. И овде сакам и да се благодарам на моите спонзори за Styling Boutique Ема и се разбира за фризурата Нарица, да поздравувам и благодарам што се секојаш во секоја емисија со нас и се надевам дека ќе си уживаш и мораш да пробаш, па ќе ми кажеш да, тоа имајте како. убави празници, бидете среќни, радосни, мир во душата им. Така. Јас ти посакувам се најдобро и тебе и нека те слуши здравје, среќа, љубов и оваа година нека ти биде уште поуспешна. Дај Боже. Благодарам. Ушни затвори, слушај песна како те